во Што не е јасно. Вечерва зборуваме на тема коронавируска и децата. Како да се заштитат децата и бремените жени. На оваа тема зборуваме со доктор на медицински науки, специјалист по педиатрија, неонатолог од Ачи Бадем Систина, доктор Александар Сајковски. Добре ни дојдовте во Што не е јасно. Благодарам на поканата, ги поздравувам сите гледачи. Што не е јасно, дали е се јасно или ништо не е јасно со оваа инфекција сега, можеби нешто ќе предискутираме и на тие теми. Она што ја знам дека многу работи ќе разјасниме, бидејќи сте навистина соодветен да зборува за оваа тема. На самиот почеток кога се појави COVID-19, излегува информации дека бремените жени и децата не заболуваат од овој вирус, но потоа се испостави дека навистина не е така. Дали имате информации досега? Чинам дека некаде од декември, од кога започна, од кога се појави првиот регистриран случај на COVID-19 во Вухан, до сега дали имате информации, некоја статистика на колку жени, колку деца во светот се заболени од COVID? Да, статистика има секако, мислам нормално. Најдобрата статистика ја даде во моментов сега, се уште тимот на епидемиолози и педиатри кои што работеа во Вухан и во целиот тој регион, во часописот, во престижниот часопис Pediatrics во Соединените Американски држави. Нивниот податок е дека во Кина од 86.000 колку има заболени од коронавирус, некаде 2143 деца се разболени. Меѓутоа, сега во моментов сега се над 3000 деца болни од коронавирус во целиот свет. Очигледно е дека вкупниот број... не е мала бројката? Не е мала, секако. Мислам, од една страна... 3000 оние регистрирани случаи на деца. Да, апсолутно регистрирани. Она што е сосема интересно е дека вкупниот број на болни деца, ако вие го компарирате со вкупниот број на заболени, не е, значи, чисто нумерички гледано, не е толку висок и се движи во ранг на негде 2-3%. Меѓутоа, интересен е феноменот дека постојат одредени разлики во експресијата на болеста кај возрастните луѓе и кај децата. Например, кај децата во оваа студија што излезе од Вухан, 51% од децата имаат сосема лесна клиничка слика на корона инфекцијата, додека 39% развиваат средно тешка до тешка клиничка слика, која што е со средно тешка до тешка пнеумонија. 6% од сите деца имаат најтешка клиничка форма, како што имаат и возрастните. Сега знаете како, мене ми е многу тешко, кај нас во медицината, во статистиката, во медицинската статистика ние разговараме со проценти, со бројки. Меѓутоа, мене ми е многу тешко да го зборам тој феномен и тој факт, затоа што не ги доживувам децата и нормално и возрастните луѓе како бројка. Сите се тие луѓе кои што живеат на оваа планета. И мене лично од хуманитарен аспект, сакам да се надоврзам само на ова, многу ми смета понекогаш онаа реченица кажана, абе добро, тоа е болест која што се јавува кај постарите луѓе, каде што е паднат имунитетот, кај луѓето каде што имаат коморбидитет. Тоа е јасно дека е така, меѓутоа не можеме да ги гледаме луѓето како бројки. Едноставно тоа се нечии баби и дедовци, тоа се нечии татковци и мајки, тоа се луѓе кои што ги развивале општествата во кои што живеат, без оглед дали Италија, Шпанија. Од тој аспект мене малку, не сакам да кажам ме нервира, али ме погаѓа емотивно тоа што ние ги третираме како бројки. Така. Меѓу првите мерки кои што беа превземани од кога се регистрираше првиот случај во Македонија на COVID-19 беше затварањето на училиштата, на градинките, на образовните институции генерално. Што од стручен аспект, од ваша перспектива, од ваша гледна точка, значи оваа мерка? Па тоа е мерка која што мораше да се направи. Дефинитивно, меѓу другото, затоа што, еве да речеме, се вратам назад на студиите што се направени до сега, 4% од децата може да немаат никаква клиничка слика. Зборам деца до 18 години, нели? Да бидат одлични трансмитери на самиот одлични и да не речем супер трансмитери на коронавирусот и он бидејќи се шири многу лесно во релативно затворени средини, така да затварањето на школите и на предшколските установи, школите и уопште факултетите е нешто што мора да се направи. Од една страна да се заштитат младите, од друга страна и нормално да се спречи тој ланец на ширење на инфекцијата. Ја морам да ви напоменам дека по принцип ние ден денеска немаме лек за корона инфекцијата.
единствен лек ќе биде реален лек ќе биде вакцината која ќе излезе. Ние користиме во медицината лекови кои што покажале одредени резултати во лекување на особено на возрастната популација. Меѓутоа, единствено како можеме да се избориме со оваа инфекција да се направи комплетно затварање на системот, односно затварање на можноста да се шири инфекцијата. Затоа сите апелираат и ја навистина многу би апелирал, луѓе останете дома. Ја не гледам зашто причина да не останете дома. На крај средите си, приуредите си дома малце, промените го намештајот, промените го распоредот на сликите, да не речем искречите си сами, не виките мајстори, нели нормално. Мислам, знам и јасно ми е дека на секого му е тешко, особено на младата популација, кога не може да излага, да се движи. Меѓутоа, управо тоа движење е тоа кое што може да ни направи голем проблем од аспект на ширењето на инфекцијата. Се помалку студии има за коронавирусот кај најмладите. Прочитав дека се прават студии токму за тоа како влијае COVID-19 врз најмладата популација и зошто токму истиот различно влијае кај децата. Видите, најтешките форми на COVID-19 инфекции, на коронавирус инфекции, да кажам, се тешки бронхопнеумонии, значи тешки воспаленија и клиничка слика на септичен шок. Меѓутоа, она што се детектира кај најтешките форми, тоа е една така наречена, ние ја викаме цитокинска експлозија. Цитокините се дел од имунитетот. Сега, факт е дека и кај децата, и кај старите луѓе над 60, возрастните луѓе над 65 години, факт е дека еден дел од имунитетот е послаб, така наречен ТХ1 дел од имунитетот. Кај децата се развива тој дел од имунитетот, кај возрастните луѓе над 65 години опаѓа. Принципиелно, заради тој пад на тој ТХ1 систем, стои состојба во која што имаме нешто поголема склоност кон инфекции кај малите деца, особено во првите 5 години и кај луѓе над 65 години. Меѓутоа, кога ќе се појави инфекцијата со овој ковид, тоа е интересен е феноменот што овој вирус прави пробив во респираторниот систем, меѓутоа го активира еден дел од антиинфламаторните цитокини, тие растат во огромен број, и кај возрастните луѓе растат повеќе, издаваат потешка клиничка слика, затоа што веќе имаат хроницитет на одредени болести кои што настануваат заради нарушување на таа структура на цитокините. Ова е состојба која што модерно можеме да кажеме е предизвик за имунолошкиот систем. Ова е предизвик затоа што ние познаваме ова е 7 коронавирус. Впрочем, ние сме детектирале, реално сме гледале последниве години и секоја година, ако ги правите оние тестови за детекција на вируси во горните дечни патишта, ние сме имале полно дечиња кои што имале коронавирусна инфекција. Меѓутоа, не со COVID-19. Ова е новиот вирус кој што исто така една непогодност кај него е што брзо мутира. Зошто е ова предизвик за да кажам така, за имунитетот на човекот? Затоа што познато е, тоа е старо правило во медицината, дека вирусите, бактериите имаат пократок век на живење и многу брзо мутираат, брзо се менуваат. Кај ковидот има повеќе од 19 мутации кои што се гледаат за последниве 2 месеца. Ако ја направите анализата, таа е правена во Соединетите Американски држави со наоди од повеќе структури на овој вирус. И овој вирус, може би е добро да го кажеме, да го знаат гледачите, го добива називот по тоа што он е така наречен РНК вирус, кој што има моделот, структурата на вирусот е како круна. И затоа е наречен корона. И самиот има афинитет на врвовите, има протеини кои што ги напаѓаат клетките во респираторниот систем и влагаат во респираторниот систем. Суштината на нивното влагање е да го ремоделира системот на функционирање на клетката за да си обезбеди сопствено множење. И на тој начин еден коронавирус, фигуративно збориме, кој ќе влезе во еден, а може да се и милиони во респираторниот систем, они меѓу себе се реплицира и ослободува нови вируси кои што уште повеќе го атакуваат самиот респираторен систем. Сега, кај кого ќе се појави, за жал, ние не можеме да бидеме сигурни никогаш, во медицината се уште, кај кој човек
возрасно лице или дете ќе се појави тешка пнеумонија, веќе станува прашање за претходно длабоко имунолошко анализирање и проценка на имуниот систем. Дали родителите на деца со добра здравствена состојба би требало да бидат загрижени за здравието на своите деца? И би сакала и коментар секако за ризикот кај деца со опаднат имунитет и кои дечиња спаѓаат во на ризична група на деца. Намески ве прашав за дали децата со добра здравствена состојба треба да ги заштитиме. Кога ја подготвував темата, најдов на една медичка студија која што вели дека дури и оние деца кои што биле во одлична здравствена состојба, кои што се хранале здраво, имале лоша клиничка слика. Мал е бројот на таквите деца, но ете еден доказ дека може да нападне и дека ништо не е... Апсолутно, значи тоа не постои дете што не треба да се заштити. Значи без оглед дали е детето во одлична клиничка кондиција, без оглед дали детето има возраст да речеме 5 години и немало никакви инфекции претходно. Не значи ако немало инфекции дека нема да го нападне овој вирус, затоа што има една состојба која што ние, ако се вратиме од моментот на раѓање, која што исто така би сакал да ја споделам со гледачите, значи ние во првите 5 години од животот кај децата имаме систем на зреење на имунолошкиот. Зрее имунолошкиот систем. Некаде крај на 5-6 година доаѓа негде 45-50% од имунолошкиот систем наш на возрастните. И впрочем, заради тоа децата можат почесто да прават, се случува да прават инфекции. Меѓутоа, ви имате деца кои што воопште не се антигено стимулирани. Деца кои што се чувани хиперчисто, нели, без никаква... Да не речем, да, може и така да се каже. Они се фактички не правеле инфекции. Меѓутоа, примале храна, еден од факторите се не е само тој, примале храна која што во себе содржи пестициди, органофосфати, хербициди, разни хемикали, нели, кои што, особено во првата година од животот, кога почнуваат дохраната меѓу 4-тиот и 6-тиот живот, тоа се супстанци кои што ако ги има во храната, може да предизвикаат длабоки и суптилни нарушувања на имунолошкиот систем и нарушувања кои што имаат, нели, велиме во медицината, латентност. Значи, може да поминат 2, 3 или 5 години и воопшто да нема никаков симптом и после 5 години да се појави нешто. Значи, тие нарушувања во имунолошкиот систем во модерното време ги гледаме и затоа велам и децата кои што се здрави, да кажеме, немале некакви симптоми, треба да бидат под заштита. Ние во основа во последниве децении, особено во 21. век, гледаме многу болести кои што не би требало толку многу да се појавуваат кај децата. Од типот на диабет, од типот на астма, астмата е форма на имунолошка болест, нели? Од типот на некои автоимуни болести, па дури и малигни болести. Се тоа е данок на модерниот начин на животот, кој што јасно е дека не можеме да го избегнеме, али треба да ги заштитиме колку може повеќе. Од тој аспект, заштитата за децата, сите се во ризична група. Не се само децата, еве, ако можеме одма да кажеме, да речеме посебно ризична група кај децата би биле деца кои што се родени пред време, значи прематурните новородени, понатаму деца кои што имаат имунолошки, значи родени се со имунолошки пореметувања, иако нивниот број не е голем, значи вродени имунолошки пореметувања, нели? Или деца кои што имаат одредени состојби кои што ние ги викаме, например, тоа се група на деца кои што имаат така наречени рекурентни респираторни инфекции, значи деца кои што имаат чести респираторни инфекции, каде што имаме дисбаланс меѓу тој ТХ1 и ТХ2 имунолошки систем, исто така спаѓаат во групата на ризични деца. Дали децата со намален имунитет спаѓаат во на група на ризични деца и како вирусот влијае кај трудниците, кај бремените жени? И едно прашање кое предпоставувам дека многу често ви го поставуваат во ординација, тоа е дали мајките доилки ќе треба да ги дадат своите деца? Да, значи, она што е последно излезено вчера, да кажем, во последните информации кои што ги даде американскиот CDC, тоа е дека дефинитивно се уште немаме доказ дали вирусот може да се пренесе во тек на бременоста на бебе
иако е детектирано новородено кај кој што има закачено, има фатено коронавирусна инфекција. Иако апсолутно се уште немаме никаков доказ, апсолутен доказ дека може да се пренесе, како што немаме доказ исто така и во првите 3 месеци од бременоста дали може да влие тератогено, односно на развојот на самото бебе. Во однос на доењето, апсолутно препораката на Светска здравствена организација и на УНИЦЕФ по сите овие студии до сега, односно анализи што се направени, е дека децата треба да продолжат да се дојат, не треба да се одбегнува доењето со нормално сите мерки на заштита која што мајката треба да направи или семејството каде што живее самото дете, речеме и таткото или ако има и некои други членови во семејството. Факт е дека тоа ни е, што би рекле као на почетокот на емисијата, што ни е јасно, тоа не ни е јасно уште. Реално во медицината уште не е докажано. Сепак имал временски период, како што споминавме. Самата појава на вирусот е од декември, па наваму се уште нема ни ледителни информации, податоци за тоа како влијае. Се уште ни е тој елемент рано, за да можеме да кажеме, меѓутоа сигурно ќе излезат адекватни податоци во тој дел. Што се однесува до првиот дел од прашањето, кај децата кои што имаат послаб имунитет, они се секако деца кои што се склони кон развивање и на оваа инфекција, како и на други инфекции. Во послаб имунитет се однесува на, бидејќи сега период кога се појавува и сезонскиот грип, се појавуваат различни настинки, иако децата не одат во моментов во градинките за да си ги пренесуваат оние бактерии меѓусебно, но сепак колкав е ризикот за да се појави кај ваквиот тип на дечиња. Да, знаете, сега кога го споменавте ова, би сакал само да надополнам на некој начин, ако смеам така да кажам, нека биде критика на оние луѓе кои што не го сваќаат озбилно ова со инфекцијава со корона. Доваѓаат податоци, излагаат по разни медиуми и разни текстови луѓе кои велат дека од инфлуенца, вие спомнавте сега тоа, сакав баш да го кажам, од инфлуенцата има во оваа година повеќе разболени и повеќе умрени. Да, во нумеричка бројка, меѓутоа ние не сме бројка, имате во предвид една работа дека она што во медицината се случува со оваа коронавирусна инфекција е тоа да од завршените случаи смртноста е 19%. Во медицината тоа е огромен процент. Кај инфлуенцата смртноста не е толкава. Значи, збориме 19% на цело ниво. Зборам од завршените случаи. Иако за цело време од активните случаи 5% од пациентите се наоѓаат во критична состојба. Значи, ова е огромен процент и ова за медицината е навистина голем проблем. И затоа е оправдано да се направат сите мерки да се заштити преносот, значи да се спречи преносот на овој иначе РНК вирус, нели така го викаме РНА, има РНК и ДНК вируси, кај РНК вирусите, као што е короната, има една голема способност за мутирање. И затоа се тие вируси по принцип незгодни. Меѓутоа, добро е да се напомене дека ако веќе зборуваме за дечињата кои што се ние често во педиатријата користиме одредени така наречени имуномодулатори, например, кои што ги користиме кај деца кои што имаат чести респираторни инфекции, особено респираторни, пошто најчесто се респираторни инфекции на дишните патишта, нели? Во таква ситуација ние им даваме одредени имуномодулатори, односно средства, лекови и помошни лековити средства, начин на исхрана, начин на живот, кои што ќе го бустираат едноставно, појачаат имунитетот на детскиот систем. Имаме такво прашање, никаде во оној вториот дел од разговорот предвиден за денеска. Сакам да дадеме информација како се одвива тестирањето од COVID-19 кај децата, колку тоа може да биде, колку треба да се верува во самиот тест, колку би можел да биде лажно позитивен и дали воопшто постои некаков тест кој што ќе докаже дека некој дете кое што немало клиничка слика, дека го прилежал овој вирус. Да, секако постои. Мислам, апсолутно тоа е, постојат тестови, мислам, не сомнено, постојат два типа на тестови кои што ги правиме кај децата, па и кај возрастните. Едниот тест е со откривање или детектирање на антитела. Значи, ако се појави кај некое лице, значи имало некакви симптоми, било како, или немало симптоми, а се појави високо ниво на ИГГ антителата за
коронавирус, тоа значи дека он го има закачено, го прилежал вирусот и на нозе го поминал, едноставно, или бил болен со слика на лесна настинка, и фактички тоа е директен доказ дека имал. Ако се појави тоа IgM антитело, тогаш значи дека е активен вирусот, и тогаш може да се оди и на детекција на самиот вирус со брисеви кои што се прават со таа така наречена PCR технологија да се детектира дали е активен самиот вирус. Впрочем, тоа го прават и Министерството за здравство, и кај нас ваџи бадем систина, тој тест е воведен и е рутина и доста пациенти доаѓаат. Така. Добре познато како можеме да се заразиме од COVID-19, но кои се вариациите на клиничките слики кои постојат? Вариациите на тоа е навистина она што е веројатно уште поголем предизвик за нас, посебно во педиатријата. Знаете зашто? Затоа што се насмеав, морам да кажам дека ниедно дете не е возрасен во мало. Децата имаат своја специфика уште од свое раѓање, и зреат, и прочем има многу разлики во развојот на одредени, да речем, заболувања, па и во склоп на ова заболување. Интересен е фактот дека од сите деца до сега, кои што се диагностицирани, значи дека имаат активен COVID-19, 4% не прават никаква клиничка симптоматологија. Ништо. Значи, апсолутно ништо. Тоа се деца кои што лесно може да ја пренесат. Меѓутоа, за наша среќа, сепак, во медицината веќе сега тоа се знае, нели го зборевме малку преска за таа цитокинска експлозија, кај децата во 51% од случаевите во основа имаме клиничка слика која е релативно лесна. Значи, лесна као обична настинка. Значи, течење на нос, солзење, подкашлување, лесно болење на грло, сувост може да се појави на грлото, некогаш и некои симптоми од страна на цревниот систем, нели, лесна диареја и така натаму. Умерена температура, без онаа експлозија на температурата на високо ниво. Кај другите веќе станува проблемот со тоа што обично некаде сите симптоми почнуваат околу 5-6 ден после заразување, најчесто сега нема правило, ама најчесто е некаде 5-6 ден, може да почнат овака благо симптомите и некаде после 10-12 ден да дојде до нагло влошување, значи зависно од одговорот на имунолошкиот систем, да дојде до нагло влошување во кое што се симење инфекцијата и прават тешка пневмонија со отежнато дишење, тешка размена на гасови, и кај поголемите деца и кај возрастните тоа го викаме АРЦ или така наречен акутен респираторен дистрес синдром. Значи, таква е акутна респираторна слабост, да кажем. Така. Кој би бил третменот? Колку време е потребно за лекување и постои ли некоја соодветна терапија која што може да се помогне? Значи, најболја терапија е дефинитивно вакцина. не треба сами сумаме да зимаме. Не, тоа никако. Значи, ја ве молам, значи, видите, има... Жвакање на ѓумбири и сите останати... Знаете како, дури јас во аптекиве намерно после оној текст што излезе за азитромицинот, нели, за потенцијалните негови добри ефекти во однос на оваа инфекција, намерно прошетав онака по аптеки да прашам и ми викаат отиде сумамедот, нема и другиве азитромицини. Што ја топло апелирам до сите луѓе да не им текне да земаат самостојно антибиотик. Прочитав на некој од порталиве, се пофали на Фејсбук некој пациент дека превентивно земал, пиел сумамед. Тоа не се пие превентивно. Значи, видите, целата оваа терапија која сега се дава, и давањето на азитромицин, и кинините, хлорокинините, и овие лекови кои што се користат во лекување на сидата, да речеме, како потенцијални антивирусни лекови и така натаму, се тоа мора да биде дадено и контролирано од медицината. Немојте сами, ве молам, да ви текне да зимате. Зашто? Затоа што еве видовте онаа глупост што се случи во Соединените американски држави, откако рекоа дека хлорокинин може да помогне во лекување и превенција на коронавирусната инфекција. Еден маж и една жена се отруја, значи, за пола сат од пиење. Друго, оваа комбинација од лекови може да направи многу значајни и многу тешки пореметувања во срцевата функција. Така да, немојте, ве молам, да си играте, трет пат ќе кажам, да зимате било што, не е туку така. Од трета страна има еден феномен многу интересен.
користењето на антибиотиците превентивно, без оглед еви азитромицин да е, може да го наруши имунолошкиот систем во друг смисол, превентивно, значи кога го пиете, он може и било кој антибиотик може да ја наруши цревната флора. Нарушувањето на цревната флора е директно нарушување во основа и на имунолошкиот систем кај било која индивидуа. Знаете, 95% од сите микроорганизми кои што живеат на нас и во нас се во гастроинтестиналниот систем. А 80% од целиот наш имунитет се наоѓа во гастроинтестиналниот систем. Тоа е страотна симбиоза која ние треба да ја негуваме, а не да ја убиваме. Или, нека биде и вака малце и поинтересно за гледачите у некои други бројки. Секој индивидуа, секој човек има најмалку 100 трилиони пријатели. Не знам дали го знаете тоа. Тоа се бактериите, вирусите, протозоите што живеат во вас и на нас. Ориентацијно околу 100 трилиони. 95% од нив се во гастроинтестиналниот систем. Значи, ние имаме повеќе микроорганизми отколку што имаме клетки со кои што живееме. И во таква релација, ние мора да го негуваме тој цел систем кој што го викаме микробиом, кој што ни обезбедува активација перманентна и нормално функционирање на имунолошкиот систем. Кога вие сега ќе почнат луѓето да пијат антибиотици превентивно, ќе се наруши целата цревна флора и може да дојде до нарушување, имунолошко нарушување кое што после ќе доведе до појава на инфекции, вклучително и на короната. Така. Имаме уште многу теми, уште многу прашања, првенствено за тоа дали е подготвен нашиот јавен здравствен систем, но и приватниот сектор за да одговори, бидејќи вела дека април месец се очекува голема експанзија на заболени од COVID-19, за жал. Ќе зборуваме и за тоа како да се подобри имунитетот кај децата, но и кај возрастните. Тука е секако вклучително и витаминот Д и уште многу други теми, но ќе ги оставиме по рекламите. Останете со програмата на ТВ Алфа, по рекламите продолжуваме со што не е јасно. Секоја вечер, заспи ако можеш, со Горан Момировски и пријателите. Вечерва во 22:30, само на Алфа. Четири вида хмелј. Едно пиво. Промешај и уживај во уникатната арома и богатиот вкус. Скопско IPL. Nivea Men Deep антиперспирант со моќта на активниот јаглен. Сигурна заштита од потење и интензивен мажествен мирис кој што трае. Nivea Men Deep антиперспирант. Nivea Men се започнува од тебе. Пробај ги новите мажествени мириси на Nivea Men Deep. Ние сме генерацијата C и еве како живееме. Сакате на ти или на вие? Ајде на C. А животот е да се дели. Ајде на C. C Вита. Вкусот на генерацијата C. А јас имам чипикао! Круасан, бисквити и тортички! Спонж Боб и неговите другари во твојот омилен чипикао! Пронајди ги жетоните со прекрасните налепници во секој чипикао и симни го колекционерскиот албум од chipikao.com! Почнува филмот! Не го ломете! Се извинуваме! Чипикао! Енергија за забава! Дали сте подготвени за 3 пати повеќе уживање? Прво вистинско чоколадо, потоа крцкав кекс и на крај кремаст чоколаден фил со вкусна вишна. Откријте го тројното уживање. Најлепше желје, вишна и кекс. Кога и да посакате. Штарк! It's the cocoa cream.
Ако имате симптоми типични за коронавирусот, како што се сува кашлица, висока температура, треска или отежнато дишење, јавете се по телефон кај вашиот матичен лекар. Не водете во ординација, чувајте го вашето здравје и здравјето на другите. Матичниот ви поставува прашања преку електронска анкета, оценува дали и кога треба да се тестирате. Матичниот лекар преку Мој термин ви го закажува тестирањето на некој од пунктовите. Без закажување не може да бидете тестирани. Во закажаниот термин одете директно на пунктот да бидете тестирани. Носете заштитна опрема и по можност не доаѓајте со јавен превоз. Потоа, согласно резултатот и вашата здравствена состојба, матичниот лекар ве води и упатува на следни чекори. Заштити се. Се враќаме во студиото на Што не е јасно. Едно подсетување, вечерва со нас е гостин доктор Александар Сајковски, доктор по медицински науки, специјалист по педиатрија, неонатолог од приватната клиника Ачибадем Систина. До сега зборувавме на многу теми. Докторе, во продолжение ќе зборуваме и за тоа колку е подготвен нашиот здравствен систем да одговори токму на оние пациенти, каде секако за дечињата се очекува да се зголеми бројот. Како сме подготвени ние како држава? Да ги згрижиме, да им дадеме соодветна терапија на немладите. Ве прашувам, бидејќи сте работеле и во јавното здравство и во приватниот сектор, многу добро знаете со какви капацитети располагаме, од тука и прашањето. Знаете како, ако ја земеме патологијата и потребата за згрижување на децата во тој дел, јас мислам дека ние сите треба, пред се тука не треба да се делиме јавно, приватно, нели сите ние треба да помогнеме на децата ако дојде до експанзија на бројот нивни на сите нивоа. Мислам дека сме максимално спремни во тој дел, зборам за педиатријата, зборам за клиничката болница Ачибадем Систина и клиниката за детски болести, да речеме како оделенја каде што има интензивна нега и терапија педиатриска, каде што може да се пружи целокупна терапија од најсовремените типови, може да се искористи да се примени. Проблем може да биде нагли наплив на пациенти за возрастната популација, као што тоа се случува сега во Италија и во Шпанија најмногу, затоа што огромниот наплив сепак може да ги на некој начин блокира респираторите и потребата, мислам, можностите терапеутски и така натаму. Оно што мене лично единствено ме радува во целата оваа работа е што сепак линијата на покачување на бројот на пациентите не е толку драматично висока, не е така драматично како што е во другите земји, особено во Шпанија и во Италија, и така да мислам дека ако вака продолжи, дека ќе успееме како здравствен систем да се избориме со ова зло, да кажем така. Холандија, Норвешка и други земји, да ни ги редам во низата, не одлучија да ни превземаат мерки за коронавирусот. Никако, да речеме, одговорот е дека треба да се избори имуниот систем на секој индивидуа против коронавирусот. Колку се сложувате со ваквата одлука? Да, ова е тема која морам да видам искрен многу честа. Бидејќи пред малку зборувавте за нарушениот имунитет, па од тука и... Знаете, ова е тема која е омилена меѓу нас, да речеме, земји како што се Шведска, Норвешка и Холандија, да кажеме. Не е спорно. Одмак ќе ви кажем, не е спорно дека најголем број од населението ќе го помине вирусот и нема ни да знае дека го поминал. Дека ќе се зарази и дека ќе помине како некој поголем дел од населението, како некоја лесна настинка. Меѓутоа, за да не дојде до бујање и до нагли вака голем број на пациенти, како што се повторно ќе речем во Шпанија и во Италија, мора да имаме предвид дека навиките на населението во Шведска и во Норвешка многу е различно од нашите навики. Значи, таму кога владата дава препорука да луѓето стојат на 2 метра растојание, они вистина стојат на 2 метра растојание.
за разлика од тоа, вие ќе видите слики кај нас од викендов или од утрово, да речем, највулнерабилната група се пензионерите, гужвите пред банките за подигање на пензиите. Значи, сепак, морам да бидам искрен дека таа популација и таа навика која што имаат горе скандинавците, многу е различна као навика. Може би ние, затоа што сме поблиску до Медитеранот, може и Италија и Шпанија така сега. Не можам да тврдам на тој начин, но има и една друга работа која мора да ја знаете, а ова често им го збориме на нашите пациенти и надвор од коронавирусната инфекција. Например, вие имате податок дека во Шведска, да речеме, децата у зима спијат надвор у градинка. Дури и на минусни температури, што за нас би било непоимливо. Или да речеме дека децата во Шведска и во Норвешка ги пуштаат слободно да играат у кал, они им прават антигена стимулација. Меѓутоа, имате во предвид дека за жал зборам сега за нас, за Македонија, ние сме земја која релативно е прљава. Значи имаме многу прашина, има многу кал, нели, има. За жал, вие денеска ќе изчистите дома масата, до вечер имате нова количина на прашина на вашата маса. Луѓето во Шведска, например, не ги мијат колите и не ги чистат кондурите затоа што нема прашина. Така да треба да имаме предвид дека и самиот начин на ширење на инфекцијата таму ќе се разликува отколку во, еве да речем, кај нашите навики, во нашиот начин на живење и окружување. Така. Ако ви ќе зборуваме за превенција и за тоа како да се заштита децата и како да им се појача нивниот имун систем, прашањето е токму тоа во продолжение. Па и возрастните, тука ќе се ставиме сите во пакет. Да, секако. Значи, првото суштина е негувајте го својот имунолошки систем. Ако го имате имунолошкиот систем, ако го негувате, како што, да речеме, ги негувате вашите заби, нема да добиете кариес, нели? Ако го негувате вашиот имунолошки систем, нема да добивате такви инфекции. Негата на имунолошкиот систем се своди на неколку нивоа. Значи, прво, прво, што викаше уште Хипократ, дека здравјето влегува преку храната. Храната е лек за твојата болест, која му кажал на еден пациент. Значи, внимателен избор на исхраната која што се користи, што помалце користење на синтетика, да кажем така, ајде и оние сите прскани зеленчуци, нели, нормално, заради потенцијалниот имунодепресивен ефект од страна на пестицидите, а одржување на нормално темпо на живење на човекот и онда доваѓа она што ни е битно, внесување на одредени, ајде да кажеме така, нели, витамини, минерали, одредени суплементи, меѓутоа да не се претерува у нешто што нема потреба. Она што последно време изузетно многу се збори за два елемента, тоа се внесувањето, вие го спомнате уште преска, на витаминот Д и неговата имуногена карактеристика и својство и заштита на организмот. Колку има вистина во тоа дека витаминот Д прави одлична заштита? Па витаминот Д, тоа сега само да кажам, па можеме евентуално да предискутираме и за двете. Од една страна е витаминот Д, од друга страна е внесувањето на пробиотиците, одржување на имунитетот на ниво на гастроинтестиналниот систем. За витаминот Д, последните некаде не повеќе од 10 години излегува многу студии, многу анализи за негови функции за кои што ние навистина не знаев. Она што се однесува до неговата функција за коскениот систем, тоа го знаевме многу долго време во медицината и беше долго време истражувано. Каква е неговата улога во имунолошкиот систем е само вака илустративно ќе ви кажам дека минатата година излезе најнова една едиција во Соединетите Американски држави, 2 тома за витаминот Д и неговото функционирање во организмот на телото, а 2 тома се затоа што двете книги се по 2500 страни. Значи, она што сега го откриваме последниве 10 години, рапидно се открива, е навистина чудо за одредени функции. Не може он да биде лек за се, далеко од тоа. Меѓутоа, има еден феномен каде што он делува на имуниот систем изузетно добро и делува исто така антиканцероген. Многу функции се откриваат, треба да се внесува Д-витаминот, меѓутоа, сега, морам и тоа искрено да го кажам, ние се наоѓаме во една медицината, зборам, во една мала конфузија.
Затоа што порано мислевме дека ако витаминот Д како липосолубилен витамин, ако го дадете во повисоки дози, постои ризик да се развијат камчиња во бубрек, без оглед дали е дете во прашање или возрасен човек. Меѓутоа, анализите покажаа дека тоа не е баш така. Дека у суштина, без оглед и студиите и кај нас што се правени, Македонија ќе речете сончева земја, ние сме земја во која што голем дел од децата, над 70% од децата во првите 6 години имаат ниско ниво на Д витамин. Значи, ние треба да се избориме прво децата да се изнесат на сонце, за да го создадат Д витаминот преку сонцето, иако тука имаме проблем за опасностите од канцер на кожа, нели? Заради ултравиолетовото зрачење. Особено во лето, во оние термини каде што треба задолжително се одбегнуваат ултравиолетовите зраци, тоа е некаде периодот околу 11 Меѓутоа, видите што е интересно, создавањето на Д витаминот во кожата зависи од аголот на сонцето. Например, во Скопје, за да изнесете едно дете да излезе на сонце и да создаде доволна количина на Д витамин, например во јуни месец, мај и јуни, тоа треба да биде околу 12 часот. Во не период 15 минути. Значи не треба да го држите на сонце 2 сата. 15 минути. Во колку не се изнесуваат децата, тогаш треба да се оди со суплементирање со Д витаминот. Значи Д витаминот има многу нови откритија. Јас денеска дури не го зборат и како се збори кај нас у медицината и како хормон, а не како витамин. Толку е значајно неговото дејство и едноставно има некои болести кои што може да се стават под контрола. Автоимуни болести, зборам, не да се излекуваат, но може да се стават под добра контрола. Би сакала да искоментираме и за вакцините. Предпоставувам дека голем дел од родителите ќе очекуваат и вакви прашања. Прво ќе биде да решиме една заблуда, а тоа е дали невакцинираните деца се поподложни од COVID-19. Не, мислам, нема некоја битна разлика. Анализите во тој дел не покажуваат се уште некоја битна разлика невакцинирани во однос на вакцинирани, меѓутоа факт е дека децата кои што веќе примиле вакцини, еве да тргнеме уште од втори месец со ротавирусна, значи првата година од животот, вакцинирањето е систем во кој што се бустира, се засилува имунолошкиот систем. Значи не се ослабува. Вакцини децата треба да примаат. Значи нема никаков, апсолутно никаков проблем и потреба да се одлага системот на вакцинации, затоа што можеме само да очекуваме подобро за нив, затоа што во фаза кога ќе ја примат вакцината се бустира имунолошкиот систем. Не целиот, нели, него оној за кој што ја прима вакцината. Исто така, би сакал да напоменам дека во оваа ситуација, вака како што е со короната, преска заборавив да споменам, но ќе се надоврзам на тоа преска. Значи, единствен лек би била во основа вакцинацијата, ако успее да се добие вакцина, или користење на така наречени интерлеукини во лекување. Меѓутоа, тие интерлеукини многу тешко може да се обезбедат. Тоа се скапи лекови и не се многу користени, така да треба многу внимателно со нив. Сакам да кажам дека повторно се враќаме на онаа тема, дали децата треба да се вакцинираат или не, без оглед. Ја ги почитувам сите луѓе кои што ќе речат, да речем и луѓе кои што се во антивакциналниот покрет, кои ќе речат, мислам, често се сретнувам нормално со такви родители, дискутираме на таа тема, разговараме. Меѓутоа, еве гледате, да речеме, оваа болест за да ја нема утре треба да имаме вакцината, као што беше со вариола вера епидемијата 70-та во Југославија беше. Така. Сакам да дадеме препорака, си имаат вакцинален картон самите дечиња во овој период од годината, голем дел од нив или треба да ја примат задолжителната вакцина. Голем дел од родителите одбиваат за да ги вакцинираат своите деца, токму поради оние гужви во болниците, чекањето, средбата меѓу дечињата и така натаму. Дали може да се одбегне вакцинирањето на децата во овој период од годината? Значи, одлагање на вакцинирање може да се направи, но не е добро. Значи, одлагањето само може да ни го пролонгира календарот за вакцинација, а децата да ни ги изложи на дополнителен ризик од некое друго заболување. Да, ќе речеме сега, например, ако детето не ја прими вакцината за полиомиелит, например, збориме, оно е дома. Нели, нема шанси да го добие полиомиелитот. Меѓутоа, ако ќе излезе веќе надвор, ќе
ќе се појави во ризик да го добие. Да речеме како состојба која што е Македонија од 2001 нема полио фри као земја. Меѓутоа, ако го намалиме и пролонгираме процесот на имунизација на населението, можеме да очекуваме да се појават тие заболувања. Актуелна беше темата околу МРП и ММР, вакцината во тикот на изминатива години, не во овој период, бидејќи COVID-19 е најактуелна тема во светски рамки и кај нас, но колку овој тип на вакцина ја препорачувате токму сега кога е актуелна короната? Па јас би ги вакцинирал децата одма. Значи, одма ќе ви кажам. МРП вакцината е вакцина за која многу се дигна прашина, да кажем. Веројатно и за корона вакцината ќе се дигне, сигурно ќе се дигне прашина. Меѓутоа, МРП вакцината се дигна прашина заради оној феномен, заради сомнение дека може да направи аутизам, заради постоење на така наречени тешки метали. Тешки метали во таа вакцина нема последниве 10 години. Вистина, порано се ставаше жива како емулгатор. Но тешки метали нема, а бројот на деца кои што се со аутизам расте драматично. Никој не зборува или не сака да ја отвори темата за окружението во кое што живееме, за влијанието на она што го споменавме преска, пестициди, органофосфати и така натаму, за влијанието на зрачењето, радиофреквентните зрачења и влијанието на централниот нервен систем. Впрочем, ја во едно интервју кажав дека аутизмот е состојба, не болест, која што се јавува и се развива со модерниот стил на живење на човекот. Основата негова треба да ја доловиме, меѓутоа треба рационално да се процени во тој дел што е во основа причина за аутизмот. Вакцините сигурно не се. Значи, огромни студии тоа го покажа. Јас знам дека некој, ја имам доста и пациенти, пријатели више, нели, нормално, и кои што се дури од антивакциналниот покрет, често пати разговараме на таа тема, меѓутоа во основа грешката е ако го избегнат вакцинирањето. Многу чести коментари се дека ајде да дојде лето па да го снима коронавирусот. Колку високите температури се во прилог против COVID-19? COVID-19 најмногу, анализите покажаа, најмногу се ширеше на 8,4 степени надворешна температура. Значи, најактивен, најпрогресивен е во тоа обкружување 8,5 степени. Факт е дека имаме варијации во температурата, факт е дека ние чекаме да дојде топлото време, тоа ќе видиме дали ќе биде баш така, меѓутоа, она што сигурно треба да го очекуваме е да постепено почне временски да опаѓа, значи како расте температурата, да после вирулентноста на самиот вирус да опадне и на тој начин да се намали степенот на епидемијата. Со тоа што, за да го заштитиме здравствениот систем, значи мора да ги спроведеме сите мерки, она што велиме изолација, нели, без комуникација многу со околина или седите дома, за да не се расшири многу и да не дојде некое зло како што е во Италија или во Шпанија. Бидејќи сме на крајот на нашиот разговор, би сакала сосема на крај да сумираме една порака од ваша страна до гледачите. Јас би сакал навистина прво сите да ги поздравам, немојте да ги гледате сите работи црно. Мислам, овакви епидемии имало и ќе има. Прашање е само кога ќе има нова, за колку години. Мутирањето на вирусите е нешто што го чекаме. Негувајте го вашиот имунолошки систем, тоа е моја прва препорука, а сега во овој момент навистина останете дома, не ја форсирате приказната дека не можете да останете дома. Доктор Сајковски, ви благодарам за одвоеното време што бевте гостин во Што не е јасно. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Останете дома, останете и со програмата на ТВ Алфа. Ви благодарам што наследевте. Довидување.